Докаде ќе одат газдите, невладините посочуваат на манипулации со работното време во текстилната и кожарската индустрија. Часовниците таму мереле едно време за работниците, а друго за сите останати, тврдат одгласно. Имаме индици дека работното време во Република Македонија се манипулира од страна на работодавците. Затоа што за инспекторите од Министерството за труд и социјала имаат еден систем на мерење на работното време, а за работниците имаат друг систем за мерење на работно време. Ова го знаат адвокатите кои што работат во овој дел, каде што при утврдување на некои норми за на суд или било што го дознаваат овој дел. Ова резултира со продолжено работно време кое работниците го работат, а системот не го евидентира, па платата на крај се исплаќа како за 8 часовна работа, иако бројот на изработени часови некогаш е многу поголем. Поради ова, одгласно веќе подготвуваат предлог закон за работно време, со кој ќе се оневозможи газдите да манипулираат со работното време на работниците. Дури со централизирано мерење на работното време во Министерството за труд и социјала, до секој еден инспектор да има можност, кој што нашиот систем во предлог законот го предвидува, да може секој еден инспектор да во секоја една фабрика на едно копче од компјутерот преку софтверско решение да се воведе, да може да види дали кој работник е на работа и колку бил присутен. Ова е нашиот предлог решение. Одгласно даваат поддршка и за иницијативата државната администрација да работи двосменски, зашто според нив голем дел од работниците со работа завршуваат во 17 часот, кога сите државни институции се затворени.